Добро вечер, драги пријатели. Јас сум Џулер Исмаил, една од омилените мети на окупаторската пропагандна машинерија. Да, окупаторска машинерија и тука да немаме дилеми. Оваа земја веќе 10 години стенка под чизмата на окупатор кој што власта, односно диктатурата ја практицира на најбрутален можен начин. Се разбира, јас сум тука за многу нешта, за многу мина, па и за себе се разбира. За Мартин, за Здравко, за сите оние кои што платија или плаќаат за она што се надевам дека еден ден ќе го нарекуваме слобода. Тука сум затоа што ја очекувам утре големата награда. Наградата ќе ми ја дадат моите деца, моите внуци, вашите деца, вашите внуци. Кога ќе ги прашаат каде беше дедо ти, татко ти, баба ти, тетка ти, сестра ти, каде беа тогаш кога Македонија беше под окупација? Ние ќе им кажеме на вистинско место со вистинските луѓе. Пред некоја вечер со еден од моите пријатели тука видовме едно младо момче, облечено како нашите млади пријатели овдека, со ранец, со кратки панталони, со убав моќен фотоапарат, се шета меѓу нас, не фотографира, а ние сме фотогенични, се разбира. Не се поздрави со никој, никој не го познаваш. Штета, така млад, а слуга. Се надевам дека ќе разбере еден ден на која страна од историјата бил, но нема да разберат тие кои што овие денови штанцаат покани за информативни разговори. Удираат печати на извршни решенија, на судски пресуди, удираат печати на писма или дописи со кои што малтретираат припадници на шарената бригада или на шарената револуција. Луѓе кои што, иако катанецот одамна е отклучен, се уште мислат дека се врзани со ланци за криминалците на кои што за жал има возможност да не ја окупираат државата однатре. Се прашувате што со нив, затоа што не си така малце. Па јас да ви кажам ништо. Ние повозрастните може би сме склони или може би умееме да проштеваме, но нив знаете како ќе ги стигне казната. Кога нивните деца, внуци ќе се вратат дома расплакани. Зошто? Затоа што децата знаете може да бидат и сурови. Ќе речат, ти си тој синот, внукот на оној кој што беше соработник на окупаторот. Нема да имаат одговор на прашањето каде бевте вие тогаш, каде беше ти тогаш дедо, баба, тетко, стрино, мајко. Нема да го има тој одговор, единствено што ќе сакаат да зине земјата и да ги проголта. Тоа ќе биде казната.
Во Македонија е дојдено време да изгрее уште еднаш ново сонце. Ти повикувам и овие пријатели тука. Да, дојдете со нас да изгрее ново сонце на слободата.